Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Еве ги темите за вечерва. За 15 на 9 оделенци, тоа е почеток на часовите по изборниот предмет сеопфатно сексуално образование. И сега ние тука треба да им помогнеме да изградат правилни ставови, правилен однос кон врската. На терен има гласна опозиција за негово воведување. Истите кои што го промовираат ССО профитираат од абортусите. Тотално ирелевантно и неточно. 8 добавувачи на струја на црната листа на регулаторна. Ќе бидат обврзани да превземат мерки. Доколку не превземат нешто? Доколку не превземаат, ќе продолжиме со постапките за одземање на лиценција. Секогаш кога ќе заврне зимска доба, значи сите над 40 куќи се поплавени. Затоа ги побаравме 5 теми на кандидати за градоначалници за да ги прашаме како мислат да создадат хумани услови за живот во Шутоа Ризари ако бидат избрани. Во градот во кој секој некаде брза, некого нервира и во исто време загадува, дури 12 кандидати трчаат за градоначалничката позиција. Хаотичен. Лоши сообраќај. Ќошт хаос комплет. Дел се воздржани, Ќе биде подобра. а тој што е на позиција мисли поинаку. Сериозно подобрување во изминативе 4 години. Со сториите почнуваме веднаш. Една од најгласните контракампањи, особено на социјалните мрежи, е онаа против воведување на предметот сеопфатно сексуално образование во училиштата и против водење сметка за родова сензитивност во наставните содржини, како што предвидува новата концепција за основно образование. Противниците тврдат дека станува збор за транспропаганда, а оние што го поддржуваат новиот пристав велат дека фокусот воопшто не е на промоција на ЛГБТ и заедницата, туку на информирање за нејзиното постоење и обид за нејзина заштита од дискриминација. Ирена Каревска разговараше со засегнатите и посети час по сеопфатно сексуално образование. Школското звонче на крајот од 7-миот час не значи и крај на училишниот ден за сите ученици во Скопското училиште Јан Амос Коменски. Слепкани сме. Имаме врски. Да, ајде да видиме какви врски имаме, нешто ја го пушти кончето на кој. За 15 на 9 оделенци, тоа е почеток на часовите по изборниот предмет кој годинава го слушаат првпат сеопфатно сексуално образование или скратено ССО. Што ви покажува оваа мрежа? Дали се држиме само до еден тип на врски, него сме сите некако заплеткани, посебно таму кај вас? И приватни, и службени, нели? Дали врските можеме да кажеме сега сум само во таква врска и крај, или не може такво нешто да кажеме? На часот на кој присуствувавме, тема беа љубовта и врските. Ајде, и втората група на една страна, третата група на друга страна, скривете се со луѓе. Со разни методи за учење, игри, дебати и квизови, учениците треба да стекнат слика за вредностите и очекувањата во врските, да поттикнат критично размислување, да знаат да се почитуваат себе си и другите. Значи, што се случи во првото сценарио? Како се однесуваше Калин кон Марија? Дали мислите дека неговото однесување е фер? Мате? Не. Зошто? Децата се наоѓаат во еден период на адолесценција. Значи, тоа ви е вриење, каде што се пронаоѓаат себе си, градат ставови, се градат како личности. И сега ние тука треба да им помогнеме да изградат правилни ставови, правилен однос кон врската. Еве ова денеска што го гледавте. Значи каде треба да кажат не, можеби сум заљубена или не знам како, но сега треба да знаете, друго е кога некој ќе ви предочи нешто, ќе ви превенира. Се изолират од некои несакани последици. ССО од годинава почна како пилот проект во вкупно 3 училишта во земјава. Се спроведува со согласност на родителите на децата кои ја посетуваат наставата. Иницијативата за негово формализирање во образовниот процес беше на невладината Хера. Откако во 2019-та проектот доби зелено светло од тогашниот министер Арбер Адеми, Бирото за развој на образованието изготви наставни програми и прирачници за часовите, а 15 на наставници лани беа и на обуки. Беше наставен кадар од факултетот Николина Кенинг, имаше обучувачи од Хера, имаше психолози,
Значи тоа беше секако кадар кој што веќе работел на оваа тема, социолози, значи бидејќи темите се многу различни кои ги нуди овој наставен предмет. Секако бевме обучувани и следени и од страна на Бирото за образование. Значи моравме да реализираме и наставни часови кои беа од нивна страна оценувани, начинот на кој што се изведува, значи целата методологија ние практично ја преминавме сите искуствено. Бидејќи проектот е во експериментална фаза, наставните материјали и прирачниците не се јавно достапни, но познати се темите кои се изучуваат. Род, врски и односи, тело и слика за телото, сексуално и репродуктивно здравје, сексуалност, насилство, граѓански аспекти на сексуалноста и репродукцијата. Во оваа програма се учи најмногу за врските, релациите, ненасилното однесување меѓу врсниците и целокупното здравје на децата. Славе Павловски е родител на едно од децата кои учат сеопфатно сексуално образование. Пред да ја даде согласноста за тоа, присуствувал на средби во училиштето, на кои им било презентирано што ќе се учи. Бевме запознаени со целосната програма, ни беа поделени брошури, ни беше кажано што точно ќе работат и што точно ќе учат и заради тоа како родител кој што е алката меѓу родителите и меѓу наставниците и децата и нивното школување, одлучив да мојата ќерка ја пратам на ваков тип настава. Идејата на Министерството за образование е прво да се видат резултатите од пилот фазата, ако има потреба да се направат промени во програмите и дури потоа, како изборен, предметот да почне да се воведува во наставата. Неговото спроведување би одело рака под рака со новата концепција за основно образование. Но и покрај тоа што предметот го слушаат само ученици чии родители се согласиле на тоа, а и во иднина тој би бил само изборен, на терен има гласна опозиција за негово воведување. Војната со децата, агендата на ССО. Трансродовата агенда држете ја подалеку од децата. Наскоро на час по сеопфатно сексуално образование, вашите деца ќе учат дека и мажите можат да раѓаат. Највидливи се 2-3 групи на формални и неформални здруженија, кои освен против ССО, се и против дигитализацијата во образованието, но и ковид мерките во училиштата. Единственото формално регистрирано здружение во Централниот регистар е Од нас за нас. Основано е во 2019 година, а последниот финансиски извештај покажува дека нема вработени и дека лани имале вкупно приходи од 4500 евра, сите од донации, членарини и подароци. Председателката Гордана Гоџо е позната во јавноста и по протести против вакцини, против ковид мерките и против 5G мрежата. Дали некој им кажува дека докторот не е виновен? Не. Значи, ние не шириме никакви дезинформации, никакви фантазии, туку ние ги гледаме фактите. Фактите за кои зборува Гоџо се оние кои ги користат и организации како американската Family Watch International, која на глобално ниво се залага против ССО, против ЛГБТИ движењето, против абортусот и се што го смета за закана на традиционалните семејни вредности. Главната теза им е дека со ССО се сексуализираат децата, што имало за цел тие порано да влегуваат во односи или да го сменат полот. Истите кои што го промовираат ССО профитираат од абортусите и од операциите за промена на пол и од хормоналните терапии. Во образованието не го сакаме сексуалното образование онакво какво што е направено според предлогот на ХЕРА. Значи, да, за сексуално образование од аспект на репродукција, абстиненција и така натаму, барем до полнолетство, не знам што има лошо во тоа, и меѓутоа не за сексуално образование онака како што е направено. Од невладината ХЕРА, чии прирачници беа инспирација за изработка на материјалите за ССО, велат дека многу меѓународни истражувања покажале дека сеопфатното сексуално образование придонесува не за зголемување, туку за намалување на бројот на абортуси и подигање на возрастната граница кога младите влегуваат во сексуални односи.
За наставните материјали кои се употребуваат во земјава, велат дека се изработени по насоки од УНЕСКО, Светската здравствена организација и Обединетите нации. Чувствителните прашања за сексуалната и родовата ориентација од ХЕРА велат дека имаат само информативна нота. Практично, делот на ЛГБТ прашањата е во делот на граѓански аспекти. Да се намалат предрасудите, стигмата и дискриминацијата кон овие групи, биди тие живеат помеѓу нас и тие се дел од нашето општество. И тоа воопшто не се однесува на некаква промоција на ЛГБТ идеологија, туку едноставно повеќе на заштита на овие групи, нивно препознавање на различноста и на крајот ни на заштита од дискриминација и насилство. Надлежните за спроведување на ССО неколку пати го демантираа од нас за нас, а ХЕРА поднесе и кривична пријава за ширење говор на омраза. Обвинителството сепак ја отфрли, бидејќи не нашло конкретна оштетена странка. Меѓу спорните објави на тема ССО се контроверзни фотографии од книги од странство, кои потоа се споделуваат како да се од земјава, или вести дека предметот ќе се учи од најмала возраст. Значи, цело време е вадење од контекст. Таквиот тип на пропаганда е некаков вид на омраза во кој што преку некаков социјален страв се обидуваат и наша организација и многу други организации кои што се борат за сеопфатно сексуално образование, да ги делегитимираат со тоа што ќе кажат вие сте против она природното, вие сте против семејството, вие сте против традицијата, нешто кој што овој свет и Господ го има изградено, кое што е тотално ирелевантно и неточно. Но освен за ССО, главен проблем за здруженијата како од нас за нас е новата концепција за основното образование, каде еден од основните столбови е обезбедување родова сензитивност во сите предмети. Патолкувајќи го овој термин, здруженијата шират вести дека содржини за сексуална и родова ориентација ќе има во сите учебници уште од прво одделение, што го прави ССО задолжително, а не изборен предмет. Гоџо ги спори и стандардите на УНЕСКО, УНИЦЕФ, СЗО, по кои се води и концепцијата на МОН. Сепак, барем досега, во учебниците според новата концепција не нашла спорни содржини од овој аспект. Самата велите дека досега во овие одделенија нема ништо спорно забележано. Во четврто? Во четврто нема забележано ништо спорно. Меѓутоа, вие ме слушате ли што ви кажам? Да, ве слушав и во претходни ваши излагања. Од 0 до 4 години децата ќе треба да учат да бидат сексуализирани. Значи, до година, можеби во градинките ќе се воведе, ме разбирате? Ова е само почеток. За да информираат за, како што велат, штетноста од ССО и родово сензитивното образование, Здруженијето летово собираше донации за онлайн презентации на американската лекарка Мирјам Гросман, позната по низините конзервативни ставови и анти-ЛГБТИ и анти-абортус заложби. На вебинарот со Здруженијето, таа настапи во познат стил. I raised my right hand and I swore to prevent disease whenever I could. Здруженијето на Гоџо ја застапува низината теза дека родово сензитивно образование во пракса значи транспропаганда. Можеби во математика ќе имате задача си играат 3 машки, 5 женски и 5 трансродови деца, колку вкупно. Ме разбирате, во секоја задача, не во секоја, во некој од задачите ќе треба да се вметнува во мозочињата на децата таа трансродова идеологија. Во македонски можеби ќе имате, не знам, лектира, каде што, не знам, некое дете наместо пепелашка е пепелашко. Од Бирото и Министерството за образование ги отфрлаат ваквите предпоставки. Потенцираат дека родовата сензитивност значи нешто сосема друго, дека во учебниците ќе се води сметка за рамноправноста на жените и мажите и за разбивање на стереотипите. Не секогаш да имаме прикажување на илустрации во учебниците од рана возраст, каде што мајките се тие кои што готват, а татковците се тие кои што нели работат и носат, обезбедуваат живот во семејството, туку дека тие улоги веќе во современото општество се веќе нели или сменети или ставени во позиција на еднаквост. Истото го тврди и Министерката за образование и наука. Многу е жалосно да кажеме што нивото на разбирање на родова рамноправност во нашето општество е на многу ниско ниво. И родовата рамноправност се поврзува директно со LGBTI.
Токму за борба против дезинформациите, владата пред 2 години формираше акцијска група, па прашавме што презеле за лажните вести поврзани со ССО. Конкретен одговор не добивме. Министерката за образование Мила Царовска вели дека како ресор се борат со лажните вести преку транспарентност. Не е дека нема преземено ништо. Ние сигурно дека нема да правиме контрапротести за истото ова прашање, но е многу значено дека ние во континуитет информираме навремено. И дневно Министерството објавува се што прави. Исто беше и за концепцијата, се направија дебати со сите засегнати страни, се објавуваа сите документи, се објавија учебниците и видовте дека немаше реакција по истото, што укажува на тоа дека единствен начин за борба против лажни вести е континуирано и навремено информирање на сите засегнати страни, за да ризикот од подлегнување на тие лажни вести се намали. Имплементацијата на ССО и новата концепција за родово сензитивно образование допрва ќе треба да се усовршува, а меѓународните стандарди и искуства од десетици земји кои одамна го имаат воведено, ќе треба да се прилагодат на овдешното поднебје. Нашиот идеален партнер. Анонимно по 2-3 реченици да ги прочитаме. За најдобро да функционира, ССО треба да ја отсликува реалноста на учениците, а во едукацијата да се вклучат и родителите и институциите. Бидејќи со или без нивна помош, младите сами ќе си ги постават своите приоритети. Да е искрен, да е паметен, а еве да е убав на трето место, да е доверлив, одлично, да има разбирање, да е интелигентен, браво, да е учтив, да е трпелив и да е грижлив. Ескалира проблемот со државни институции на кои добавувачот на електрична енергија им го откажал договорот за годишно снабдување. Кризата во секторот е толкава што дури 8 од вкупно 13 снабдувачи сега се на така наречената црна листа на Регулаторната комисија за енергетика. Минато неделниот физички напад врз председателот на регулаторна од газда на фирма која снабдува со електрична енергија се чини дека е само мало парче, иако грдо, од кризата што го тресе секторот. Александар Димитриевски. Министерството за одбрана и Народната банка се само две од повеќе институции кои во изминатиот период останале без снабдувач со електрична енергија. И во двата случаи, фирмите што ги избрале на тендер за годишно снабдување, им го раскинале договорот. Снабдувач на одбрана била Energy Active од Скопје, фирма која патем во последниве 12 месеци има над 100 договори со државни институции за продажба на струја. Energy Active побара зголемување на цената што беше одбиено од страна на Министерството за одбрана како спротивно на законот и подпишаниот договор. Веднаш потоа не информираа дека ќе престанат да испорачуваат електрична енергија и го раскинаа договорот почнувајќи од 1.9.2021 година. Снабдувач со електрична енергија на Народна банка пак била домашната УПовер. Компанијата во последнава година има најмалку 20 договори за јавни набавки со државни институции. Еден од двајцата газди е Аријанит Џафери, инаку син на екс-вице-премиерот од редовите на ДУИ Муса Џафери. Аријанит минатата недела физички го нападна председателот на Регулаторната комисија за енергетика, Марко Бислимовски, бидејќи започна постапка за евентуално одземање на лиценцата. U-Power ДОО, со која Народна банка имаше склучено договор за снабдување со електрична енергија со важност до 30 ноември 2021 година, од 1 октомври 2021 година ја прекина испораката на електрична енергија со еднострана изјава за раскинување на договорот. Според податоците од Централниот регистар, U-Power на Џафери само лани имала профит од околу 1 милион евра. Снабдувачот на одбрана, Energy Active, 2020 година ја завршила со околу 500.000 евра во плюс. Зошто сега откажуваат договори? Нивните добавувачи пред се во најголем дел од Бугарија пропадна и направија сериозен проблем и на функционирањето на пазарот на електрична енергија и во нашата земја. Дел пропаднаа во Бугарија, а дел им ја зголемија драстично цената, поради тоа што и нашите снабдувачи тука почнаа да ја зголемуваат цената кон потрошувачите, иако има потрошувачите подпишано договори на годишно ниво со нивните снабдувачи. Кризата во Бугарија пак е предизвикана од кризата со енергија во цела Европа. Развиените членки на ЕУ ги исклучуваат своите централи на фосилни горива и се префрлаат на обновливи извори.
Но лето во есенва нема доволно вода и ветара, поскапи и гасот, па цената на струјата порасна. Така, повеќето фирми снабдувачи во земјава кои не си обезбедиле енергија, а се нафатиле да продаваат цела година по цена која во меѓувреме станала пониска од таа на меѓународниот пазар, решиле да се снаоѓаат за да не одат во загуба. Некои се обидуваат да им наплатат поскапо од договореното на потрошувачите, други, наместо да увезуваат, незаконски ги користеле државните резерви од хидроцентралите. Има две компании кои што ги злоупотребува резервите. Имаме навестување и за трета компанија, и за која што чекаме известување од страна на МЕПСО, на нашите податоци тоа го покажуваат, а исто така имаме и 5 други снабдувачи со електрична енергија, кои што ги менува договорите со потрошувачите кои што ги имаат и им ја зголемија цената на електрична енергија за повеќе од 2 пати, не почитувајќи ги договорите кои што ги имаат потпишани. Противправното користење на државните резерви се случувало летово. Таа опција била примамлива бидејќи од засега нејасни причини цената на таа енергија била поевтина од пазарната. Од септември цената на струјата од резервите е поскапена и е повисока за 30% од пазарната. Според мене тоа требаше и претходно да се направи во претходниот период, бидејќи имавме во одреден период цената на слободниот пазар да е повисока отколку што е цената на балансната енергија, што е недозволено. Поради различни причини, 8 компании на така наречената црна листа на регулаторната комисија се Mist Energy, U-Power, Energy Active, Energia Gas and Power, Solar Pro, Vanguard, Energy On и Energy Wind. Заедно, овие компании имаат околу 300 договори за јавни набавки со државни институции. Од Министерството за економија за 360 степени велат дека владата веќе донела заклучок со препораки. Се задолжуваат сите државни институции кај кои снабдувачот со електрична енергија ги откажал договорите за снабдување или им побарал повисока цена, да ги раскинат договорите, да ја активираат банкарската гаранција и да преминат на снабдувач во краен случај. Преоѓањето на снабдувач во краен случај ќе значи и многу повисока цена на електрична енергија, па владата им препорачува на институциите да обезбедат повеќе средства во своите буџети, бидејќи се очекува голем пораст на цената на слободниот пазар. Освен големи штети во јавниот, поведението на компаниите снабдувачи ќе предизвика штети врз приватниот сектор. Дури и најголемата стопанска комора каде членуваат некои од снабдувачите со електрична енергија, побараа построги услови. Си дозволивме еден комоден простор во кој еден куп компании си побара да работат во прилично лесно окружување за правење пари. Ова сега што го заговараме е дека тоа воопшто не треба да биде лесно правење на пари, него напротивно одговорно правење на пари, заради тоа што играчите се добри кога добара цената на електричната енергија на светските берзи, но во вакви ситуации се покажува дека ни требаат сериозни играчи кои се подготвени да гарантираат со директни гаранции за исполнување на врска. Едно решение на кое се размислува е секоја лиценца за снабдувач на електрична енергија да биде условена со банкарска гаранција. Но додека да се донесе таков факт, регулаторот ветува дека нема да им прогледа низ прсти на непослушните. Овие компании ќе бидат обврзани да превземат мерки со кои што ќе си го вратат своето однесување во рамките на нормалата, значи да престанат со прекинување на договорите, да престанат со непотребно користење на системските резерви и во тој случај за секој од овие компании ќе информираме јавноста што превземала, како превземала, со цел и потрошувачите да знаат со кого си имаат работа. Доколку не превземаат нешто? Доколку не превземаат, ќе продолжиме со постапките за одземање на лиценција. По паузата ќе гледате. Секогаш кога ќе заврне зимска доба, значи сите над 40 куќи се поплавени. Затоа ги побаравме 5 теми на кандидати за градоначалници за да ги прашаме како мислат да создадат хумани услови за живот во Шутоо Ризари ако бидат избрани. Во градот во кој секој некаде брза, некого нервира и во исто време загадува, дури 12 кандидати трчаат за градоначалничката позиција. Хаотичен. Лоши е сообраќајот. Ќе хаос комплет. Дел се воздржани, Ќе биде подобра, а тој што е на позиција мисли поинаку. Сериозно подобрување во изминативе 4 години.
Продолжуваме. Декларацијата за интеграција на ромите во рамки на процесот на проширување на ЕУ, што пред 2 години во Познање подпишаа премиерите од земјите од Западен Балкан, меѓу другото предвидува заложба за обезбедување легализирани неформални населби каде што живеат роми, секаде каде што тоа е можно, или обезбедување постојано, достоинствено, дозволиво и несегрегирано домување на ромите кои живеат во неформални населби, што не можат да се легализираат од оправдани причини. Колку кандидатите за градоначалник на општина Шуто Оризари на овие избори го имаат предвид тоа и што генерално предвидуваат на планот на урбанизмот и инфраструктурата? Од Петар Кенчарски. Аз заврнам овде не е она вода, него Вардар е. Вардар. Секогаш кога ќе заврне зимска доба, значи сите над 40 куќи се поплавени. Населби Брсјачка, Буна и Пелагонија во долниот дел во Скопската општина Шуто Оризари. Без атмосферска канализација, водата се спушта по тесните и запуштени улички и влегува во импровизираните живеалишта на околу 200 семејства. Знаат ли месна заедница, знаат сите. Идеме да се жениме таму. Ни вика, ќе дојдеме, ќе купаме, ќе правиме. Ако е загласени, јас ќе правам, оне вика ќе правим. Там ќе може да земеме и дојдеме во дуќанот и да се вратиме со сам. Во делот на селбата нема ниту приклучок до градскиот водовод, а со тоа ни чиста вода за пиење. Инфраструктурните проблеми се речиси се присутни во целата општина. Но во предизборие има и многу решенија. Затоа ги побаравме 5 теми на кандидати за градоначалници за да ги прашаме како мислат да создадат хумани услови за живот во Шуто Оризари ако бидат избрани. На поканата не се одзва кандидатот на ДПА, Халит Исеини. Актуелниот градоначалник од редовите на СДСМ, Курто Дудуш, на овие избори е кандидат на коалицијата на Дом и ЛДП. И на сите анкети воде убедливо пред сите други кандидати. И очекував дека партијата ќе ме номинира за кандидат. И за жал тоа не се случи. Дудуш вели дека Шуто Оризари е општина запоставена од сите власти. Сега, прв пат по долго време, има реконструкција и изградба на улици со средства од ТАВ програмата, пари кои централната власт ги подели на општините од нереализираниот карго аеродром во Штип. Со пари од Европската комисија пак се цртаат нови детални урбанистички планови кои се неопходни и за легализација на дел од куќите и за понатамошен развој. Некои блокови се веќе завршени, некои се негде околу 60%. Меѓутоа, знаете како оди со деталните урбанистички планови. Тоа е процес кој не зависи само од нашата општина, тоа е процес кој зависи од повеќе фактори. Тука има Министерство за транспорт и врски, град Скопје, па има и водоводи, канализација, телекомуникација, од сите треба согласности да се земат. Носењето на дупови е прв чекор кон создавање хумани услови за живот. Од нив зависат комуналните приклучоци, но и можноста за планска изградба на социјално домување, како студијата за Горно Оризари која предвидува до 161 куќа на парцела од 80.000 метри квадратни. Дуповите ќе овозможат изградба на трговска и индустријска зона. Ние во овие 4 години мислам дека повеќе од 4000 легализации издадовме. Буквално се што имаше комплетна документација се е издадено. Ни останаа некои 2000 легализации кои имаат некомплетна документација. Но 4 годишната работа на Дудуш е предмет на критика напротив кандидатот од неговата до вчерашна партија СДСМ, Асан Ферат. Реално има некои резултати кои се видливи, меѓутоа тоа не е доволно за ромскиот народ. Ферат е бизнисмен, собственик на компаниите Матекс и Европа Пазар, а воедно и председател на општинската организација на СДСМ во Шуто Оризари. Пред изборите ги мапирале клучните проблеми во општината. Особено во делот на бараките, таму откако постои општината, таму не е фрлена ни една лопата на асфалт. Меѓутоа не е само тоа проблем. Под тие бараки луѓето со текот на времето, деценијски проблем, луѓето изградија, доградија куќи, собички и така натаму. И сето тоа допринело да капацитетот на постоечките стари системи не се повеќе во функција. И сега имаме проблем кој на идните генерации ќе им прави голема штета.
Според Ферат, легализацијата е залудна ако куќите немаат пристапи до чиста вода и канализација. Сепак ветува дека ќе се стреми да се легализираат сите објекти, бидејќи развлекувањето на процесот бил извор на корупција. Тоа мора да се стопира. Значи, се што е реално и се што е одржливо и што е законски можно да се легализира во најкус можен рок. Истовремено, паралелно, да се работи и на случајот за оттуѓување на дворното место на луѓето, за да имаат комплетна документација и да остават на следните генерации. Дека легализацијата од стрикно урбанистички се претворила во корупцијски процес, се согласува и кандидатот за градоначалник од Левица, Тефик Махмуд. Дипломираниот правник и магистер во областа на миграција од Универзитетот Оксфорд е познат активист за човекови права, кој првпат е во политиката. Бурекот што го јадевме до вчера не убедува дека е поразлично од баничката што јадеме денеска. Го видовме и ВМРО, го видовме и СДСМ на локално ниво, време е да видиме нови лица. Една од заложбите на Махмуд е брзо да го заврши процесот на легализација во Шуто Оризари. Тоа е секоја куќа да се добие право на легализација, се додека ги исполнува законските услови, без дополнителни трошоци, без мито, без корупција. Еднаш за секогаш тоа мора да запре и ќе запре во Шуто Оризари. Но програмата на Махмуд предвидува и промени во образованието, домувањето, вработувањето, животната средина и здравството. Тој смета дека се потребни многу промени во заедницата во која пораснал. Подобрувањето на условите за ромите, додава, се и предуслов за влез во ЕУ, нешто што локалната власт треба да го искористи. Не треба да чекаат од владата, можат и доколку знаат истата реализација да ја остваруваат, можат и преку некои други канали. Тука алудирам на ИПА фондови, алудирам на ЕУ институции, алудирам на други извори што можат да се оптимизираат за да се подобрат условите на живење на граѓаните во Шуто Оризари. Геге Демировски пак е кандидат на Народна партија на ромите. Вели дека има поддршка од народните сили на ромите, Сојузот на ромите и ВМРО-ДПМНЕ. По локалните избори во 2017 година, Демировски кратко беше председател на Советот во општината. Од таа позиција вели, знае најдобро што и треба на општината. Јас си знам за ромскиот народ во Шуто Оризари што треба и што не треба, но ова ѓубриште вака да живеат мојот народ, каде што не фермат. Како Петре Шилегов не ги ферма ромите, градоначалникот сегашниот, истиот, значи не работат правилно. За разлика од повеќето кандидати кои веруваат во победа во првиот круг, Демировски предвидува втор круг во Шутка, во кој ќе победи тој. Граѓаните имат голем притисок, граѓаните во Шуто Оризари имат многу закани, од сегашните, нели, кои што е на власт. Граѓаните во Шуто Оризари знаат дека нема да победат и нема да гласа за Социјалдемократски сојуз, нема да гласи за Пасиев, нема да гласи за ЛДП и Дом. Иако високи 83% од ромите велат дека го поседуваат своето живеалиште, многумина немаат правен доказ за собственост. Според социјалното мапирање на ромите од 2019 година, кое се спроведе со помош од ЕУ за потребите на Министерството за труд и социјална политика, само 38% од ромите изјавиле дека ги легализирале куќите. Уште 30% велат дека се во процес на легализација, а 4% одговориле дека само еден дел од живеалиштето е легализиран. Ако станува збор за некои документи, како лична карта, изјава, такви работи се дополнува, но доколку недостасува елаборатот, тоа е малку проблематично, затоа што веќе со системски се вадат елаборатите и тешко може да се среди тоа и тука луѓето не можат да ги легализираат нивните домови. Вториот проблем е имотно-правните односи. Особено е присутен кај ромските семејства, затоа што на време не ги решавале тие работи, иако законот олеснува легализација и нели плаќање на крај по 1 евро од квадрат, но сепак тие семејства ги немаат ни тие пари. Системски слабости, вели Демировски, има и кај општината. Кога нема експертска помош преку проекти, работите тешко мреднуваат од мртва точка. Од внатре општината сама го остава процесот на самите граѓани. Луѓето и најчесто еден од проблемите исто така е големата неинформираност.
не ги познаваат процесите, тешко оди процесот, дури дојде да општината да ги повика да ги дополнат документите, времето поминува, луѓето може и ќе заминат од тука, ги нема, па ќе се вратат, така да покомплексен е тој проблем, но еве во последно време, во овие последните 3 години особено, со неколкуте проекти веќе има надеж дека дел од предметите ќе се решат и ќе се помогне на ромската заедница. Подобрување на домувањето, но и образованието, вработувањето во јавниот сектор и здравствената заштита на ромите се и државна обврска. На тоа се обврзаа премиерите на Западен Балкан, кога ја усвоја Познанската декларација за интеграција на ромите во рамки на процесот на проширување на ЕУ. Но најбрзи промени ромите можат да почувствуваат преку ангажманот на општините. Се разбира, ако политичарите не ги заборават ветувањата откако ќе бидат избрани. Во петокот во 360 степени имавте можност да проследите предизборно соочување на кандидатите за градоначалник на Скопје. Во ова издание на сублимиран начин ги пренесуваме нивните заложби на планот на сообраќајната инфраструктура и јавниот транспорт. Славица Филиповска има повеќе. Ова е скопско сообраќајно секојдневие. Во градот во кој секој некаде брза, некого нервира и во исто време загадува, дури 12 кандидати трчаат за градоначалничката позиција. Кај дел од нив фреквентни се и критиките за моменталната состојба со јавниот превоз и генерално за сообраќајната инфраструктура. Хаотичен. Лоши е сообраќајот. Ќе хаос комплет. Дел се воздржани, Ќе биде подобра. А тој што е на позиција мисли поинаку. Сериозно подобрување во изминативе 4 години. Петре Шилегов од СДСМ вели дека долгогодишната запуштеност на сообраќајот во Скопје не се решава со еден мандат, а едно од клучните негови ветувања е реализација на брз автобуски транспорт со целосна функционалност до 2024 година. Целиот јавен транспорт во Скопје ќе биде посветен на Bus Rapid Transit-от. Што значи автобуските линии кои што ги имаме во моментот ќе престанат да постојат, туку ќе имаме автобуси кои што ќе го хранат Bus Rapid Transit-от и тоа ќе бидат условно кажано малски автобуси кои што ќе проаѓаат многу фреквентно, многу често во определена зона на градот, ќе ги оставаат патниците на Bus Rapid Transit-от со цел да луѓето се трансферираат и лесно додат само за со една иста карта, со еден ист билет, значи само за илустрација од тука каде што се наоѓаме, депото на ЈСП во Ѓорче Петров до Ново Лисиче, каде што треба да биде другото депо на Bus Rapid Transit, ќе се стасува за 30 на минути со 21 станица попатно. Данила Арсовска, независна кандидатка за градоначалничка поддржана од ВМРО ДПМНЕ, смета дека скопјани немаат време за чекање нов систем на јавен превоз. Таа ветува набавка на 250 еколошки автобуси и бесплатен јавен превоз. Верувам дека треба да се посветиме на брзи и ефикасни решенија и тоа сега и веднаш. Скопјани тоа го бараат. Бараат да имаме ефикасен јавен транспорт веднаш со еколошки возила кои што едно нема да не загадува, а второ ќе го растерети сообраќајот од многобројните возила. Во првите 6 месеци од 2021 година ЈСП има 139 милиони загуба. Верувајте ми дека таа загуба, доколку знае некој квалитетно да ја менаџира, ќе направи да биде добивка, меѓутоа ќе направи и бесплатен јавен превоз за скопјани. Бениша Кирик, кандидат од коалицијата на Дом и ЛДП одлучно за промени, смета дека со задолжувањето од 70 милиони евра, Bus Rapid Transit-от е веќе аминувана опција за Скопје. Сепак, Не ведот инсистоим, ај Bus Rapid Transit транспорти мостошкон, но медис të bulevare, po të shkon vetëm nga ana e djathtë në lentën e parë. Ajo të cilën neve mund t'ua ofrojmë qytetarëve të Shkupit janë disa elemente të cilat mendojmë se janë më se të nevojshme për qytetarët tanë. Në rënd të parë, duhet të rregullohet puna e transportit publik. Duhet të shtohet numri i autobusave të rinj, të cilat duhet t'i sigurojmë brenda këtyre 4 viteve të ardhshme dhe ato do t'jenë autobusa të cilat janë ekologjik dhe punojnë me gaz. Александар Тортевски, кандидат за градоначалник на партијата Твоја, смета дека јавниот превоз би се подобрил со електрични автобуси. Мора да имаме брза лента за електричните автобуси. Во светот веќе постојат
автобуси кои што сами произведуваат струја, на покривот имаат соларна електрана и најголем дел од електричната енергија ја добиваат сами. Нашиот план е сите градски паркинзи да бидат покриени со соларни електрани кои што ќе произведуваат струја за потребите на градот и јавното сообраќајно предпријатие и да ги субвенционираме електричните автомобили кои што исто така ќе можат да се движат по жолтата лента која што ќе биде задолжителна, односно дозволена само за јавниот превоз, за електрични автомобили и за патнички возила кои што ќе превезуваат тројца граѓани. Ана Петровска, кандидатка за градоначалничка на независната иницијатива Зелен хуман град, вели дека не сака да брза советувања, иако е започната изборната кампања. Чека резултати од студија за одржлив транспорт во главниот град. Таа студија треба да ги утврди изворите и целите на патување, значи сите задушени невралгични точки во Скопје, да ги ревидира сите постојни линии на автобуски транспорт, да ги утврди правците на ширењето на велоинфраструктурата, каде ќе бидат ленти, каде ќе бидат патеки, каде ќе бидат еднонасочни, каде ќе бидат двонасочни. Исто така автобускиот транспорт ќе се преобмисли во смисла дали треба нови линии, понатаму, дали приградските линии треба да ги внесуваме во градот, бидејќи со тоа на некој начин ги го задушуваме сообраќајот дополнително, трошиме многу повеќе гориво што е потребно, и на каков начин да се преобмисли движењето на автобусите за да добијат приоритет на минување. Да се имаат посебна лента, жолта лента, која што ќе се движи со приоритет, а кога ќе поминуваат на раскрстници со сензори да се овозможува тие да поминат први пред сите останати во сообраќајот. Јавниот превоз е само еден сегмент од сообраќајот. Ги прашавме дел од кандидатите дали и каков план имаат за сообраќајната инфраструктура. Булеварите се нешто за кое Шилегов би се посветил и во вториот мандат. Ние сме веќе во завршна фаза на северниот коридор во смисол на мостот на булевар Астон, пробивањето на тој булевар, исполнување всушност на аеродром со Карпош преку мост Гоце Делчев и преку новиот мост Михајло Апостолски, мост Гоце Делчев, без да влезете во центар. Тие коридори кои што недостасуваа, сериозно ги работиме. Знаете како работиме и северниот коридор, булеварот Босна и Херцеговина е веќе готов, булеварот Словенија, Клучката кај Момин поток, булеварот Никола Карев. Тоа се работи кои што стратешки се поставени, после добро едно планирање на нашиот град и се во фаза на имплементација. Јарсовска, меѓу приоритетите, ветува изградба на 5 булевари. Прво, почнувајќи со изградба на булеварот Хрватска, понатаму со продолжување на булеварот Словенија до Ѓорче Петров, исто така проширување на оној булевар сега во моментов кој што е Теодоси Гологанов, кој што е направен некаде до еден пат од својата делница, меѓутоа негово продолжување повторно до Ѓорче Петров. И како што споменавте, оној дел кој што е споменат кај Мавровка, со што би се растеретил навистина еден сегмент во делот на сообраќајот во градот, кој што представува навистина едно сообраќајно решение кој што во овој момент е клучот, јас мислам, на многу сообраќајни незгоди, на големи гужви. Апсолутно верувам дека со ова ќе се направи практично едно заокружување на една внатрешна обиколница во градот, што ќе го растерети значително сообраќајот и она кое што го имаме сега во овој момент како хаос. Тортевскиот твоја, сообраќајната инфраструктура би почнал да ја менува од рекорд. Јас планирам во првиот момент оваа улица позади мене да ја направам пешачка зона во текот на викендите, значи центар без сообраќај, а во рок од 1 или 2 години подоцна да се затвори со тоа што ќе се изгради подземна улица под овој простор, така што тоа ќе го растерети центарот, меѓутоа мора да се пронајдат алтернативни улици кои што ќе го консумираат тој сообраќај. Значи, мора да се пристапи кон експроприација на одредени објекти за да може да се добијат тие улици, меѓутоа генерално тоа е прашање на една долгорочна стратегија која што мора да се гради за подолг рок. Кандидатот на Дом и ЛДП вели дека и при ветување на изградба на улици треба да се биде внимателен. Оти тоа е меч со две острици. Do të ndërtojmë garazha me kat, që të mund qytetarët lirisht t'i parkojnë veturat e tyre, ndërsa është e parashikueshme
на është e parashikuar nga ana e koalicionit ton që brenda 4 viteve të ardhshme në sipërfaqen, mbi sipërfaqen e atyre garazhave me kat të sigurohen edhe panelet solare, edhe ato mjetet fotovoltaike të cilat vetë do ta shfrytëzojnë energjinë e diellit dhe do ta prodhojnë energjinë elektrike. Me krejt këte, me të gjitha këto masat të cilat do t'i ndërmarrin, ndër tjera që kemi të parashikuar edhe mbylljen e komunikacionit në qendrën e Shkupit, prej kuvendit të Republikës së Maqedonisë deri te qendra tregtare Paloma Bianca. Ajo do t'jetë zona vetëm për këmbësor. Aty nuk do t'ketë komunikacion. Петровска е на став дека ако не се работи во содејство со урбанистичкото планирање, секое сообраќајно решение само по себе ќе биде промашување и задушување. Со идното урбанистичко планирање, кое што ќе се воспостави со изработката на Генералниот урбанистички план на Скопје, во моментов тој се работи, соседствата ќе ги направиме такви да во пешачка дистанца од 15 минути ние можеме да ја задоволиме секоја потреба. Значи да имаме амбуланта, пазарче, училиште, градинка, значи да не мораме со коли да ги водиме децата на училиште и дополнително да го задушуваме сообраќајот, да можеме да ги обавиме сите важни работи без да запалиме кола. Ова е последната недела од изборната кампања, исполнета со соочувања, ветувања, подметнувања, па и програмски поклопувања. В недела Скопјани одлучуваат на кого ќе му го доверат справувањето со проблемите или најмалку кои двајца од 12 кандидати ќе ги испратат во вториот круг. Уште една пауза, па саботажа. Апетитот секогаш прецизно ги одбележува границите на добриот вкус. Глата за власт е толку голема што ниту каква било, па дури и најригорозна царина не може да го запре незиното преминување и со практични примери покажува колку е големо отсуството на елементарна пристојност, кога таа е доведена под знак прашалник. Направиле математики по метар квадратен од толку станови, толку згради, толку за Данела, толку за Тимчо, толку за Мицко. И наместо да се занимари ова ниво, се уа толкувачи кои го акцентираат за тоа да стане комуникацијски мејнстрим. И не само тоа, туку прилично детално го анализираат, па со повторување на гестикулацијата се обидуваат на неуката јавност да ја го објаснат значењето. Сакав ова да го покажам. На што е ова метафора? Еве не сакам втор пат да покажам. Па кога бевме мали, ние што кажувавме? Еве ти го, а еве ќе употребам стојко. Сепак има такви кои се грижат за нивото, па се обидуваат да не употребуваат кирилица, туку се джиткаат со зборови на кои очигледно недоволно им го знаат значење. Па наместо да прифатат да бидат позитивно дискриминирани како достоинствени противници на доминантната сила, тие се дисквалификуваат представувајќи се безмалку како безрбетни користолюбци. А Максим никогаш не бил дисидент. Можете да кажете опортунист, но дисидент никако. Вистинските одметници пак веројатно сметаат дека да се биде нива монита му е став, а не недостиг на карактер. Уште очекуваат тоа однесување кое се коси дури со правилата на физиката да е некаква предност која граѓаните треба да ја почувствуваат. Оти ако не биле тие, други не треба ни да има. Не држи оправдување, нема за кого да гласам. Еве сме овде, ако нас не бива, тоа што навистина не гласате. А што да се каже за оние кои навистина не знаат ниту зошто се таму каде што се, ниту како стаселе, а уште помалку каде би оделе. Дилемите пред кои се исправени се толку сериозни, што дефинитивно е потребно, пред да се влезе во финалната фаза, да се појавува некаков сообраќаец, кој ќе го забранува движењето натаму. Зошто тогаш би очекувате дека стомичани би гласале за вас? Па не знам и јас се прашувам. И на крајот, кога лидерот не успева да потрефи Илинден или Великден, зошто тоа да им успее на неговите соработници. Затоа сум сигурен дека ќе победиме на 11 октомври.
заедно, драги мои скопјани, ќе победиме на 17 октомври. Резултат на 11 октомври е создавањето на современата македонска држава. Од исходот на 17 октомври не зависи ништо, освен кариерата на двајца политичари. Еден од нив ќе биде испукана пушка. Благодарам за вниманието со кое не следевте. Ке се видиме повторно в петок околу 22 на Алсат. Пријатно!